По кој знае кој пат одложено објавувањето на вистината за смртта на 28-годишната родилка од Свети Николе. Со ова министерот за здравство Филипче, кој најави дека во текот на оваа недела семејството и јавноста конечно ќе ги дознаат причините, си го погази зборот. На денешната пресконференција, првиот човек на Штипската болница кратко информираше дека тие добиле писмен извештај за извршена обдукција, но овој документ бил само за интерна употреба. Требаше да биде оваа недела, меѓутоа верувам дека поради годишните одмори не се собрала комисијата и тоа е по налог на министерот. Значи договорот е таков, комисијата ги има сите налози. Значи и од нашите документи, и извештајот од судска медицина, и од инспекцијата која што направи во нашата болница, така да конечниот извештај со, да ги кажем, ајде првичните причини за тоа, ќе биде соопштен од страна на таа комисија. Значи ние како засегната страна ниту можеме, ниту би требало да даваме наши гледишта на таа точка. И Државниот санитарен и здравствен инспекторат има исто така целокупна документација. И од Министерството за здравство МОЛК, Кусо информираа дека официјалниот извештај е се уште во изготовка. Криењето на вистината за смртта на Маја е преседан во македонското здравство кое ги помина сите граници. Револтирано реагираат семејството на Маја. Нејзиниот сопруг Перица Паневски за Алфа вели дека министерот Филипче си го прекраши ветувањето што им го даде на почетокот од месецот, дека ќе направи се за вистината да излезе на виделина. Црната статистика во македонското здравство покажува дека за само неполни 7 месеци дури 4 родилки починаа низ болниците во државата. Последна во низата беше родилката која пред 2 дена во специјалната болница по гинекологија и акушерство во Чаир почина откако на свет донесе живо новороденче. За жал само за едно од овие 4 официјално се познати причините. За останатите 3 семејствата се уште се во исчекување на вистината.